Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Јуда прв отиде во пеколот. Целото знаење за апостолот Јуда ние го црпиме од Светото писмо на Новиот Завет и од Светото предание. Сите евангелисти зборуваат за него како Христов апостол, но и како предавник. Ќе видиме и зошто. Апостолите биле Христови ученици кои го придружувале за време на проповедта и по неговата препорака после смртта негова го расшириле евангелието низ светот, давајќи им власт над нечистите духови да ги изгонуваат и да лекуваат секаква болест и секаква немоќ. Имињата на 12 ученици се овие: првиот Симон наречен Петар и Андреј братот негов, Јаков Заведеев и Јован брат негов, Филип и Вартоломеј, Тома и Матеј цариникот, како Јаков Алфеев и Тадеј, Симон Кананит и Јуда Искариот кој што го предаде. Во продолжение ќе зборуваме само за апостолот Јуда, бидејќи неговиот пример за денешно време е карактеристичен и тоа и доста поучен. Кој беше Јуда Искариот? Јуда Искариот беше 12-тиот апостол Христов. Тој бил роден во Кериот, мал град во јужна Јудеја. Како кога бил момче, неговите родители се преселиле во Ерихон. Таму со нив живеел и работел се до моментот кога слушнал за проповедта и делото на Свети Јован Крстител. Родителите на Јуда биле садукеи и кога нивниот син им се придружил на учениците на Јован, тие се одрекле од него. Потребно е да се знае дека садукеите припаѓале на повисок аристократски социјален сталеж, имале посебни религиозни одговорности, особено околу одржувањето на храмот во Ерусалим. Неивниот висок социјален сталеж бил зајакнат со посебни свештенички одговорности, особено околу грижата за Божиот закон. Од тие причини пристапувањето на Јуда кон Свети Јован Крстител го примиле како голема навреда, понижување, а пред се и како предавство. Затоа тие се одрекле од него. Пристапувањето во апостолска служба. Јуда бил единец и бил прилично разгалено дете. Како што растел, така и неговата себебендисаност и себишност се зголемувале. Кога Натанаил го сретнал во Тарихеја и го повикал во апостолска служба, тој тогаш имал 30 години и бил неженет. Се вели дека Јуда бил најобразованиот меѓу апостолите, но што треба посебно да се нагласи, бил единствениот јудеец. На изглед бил физички јак, но во стварност не бил таков. Како и да е, сепак бил добар мислител, но не секогаш вистински искрен и правичен. Поради потеклото и положајот сакал другите да се однесуваат со посебен респект и почит кон него. Јуда не бил човек со цврст карактер како и затоа неговите идеи биле лабави и недоволно правични. Бил наклонет кон попуштање, сомнеш, но и омраза. Често се случувало погрешно да ги толкува и објаснува зборовите, делата и постапките не само на апостолите, туку и на Христа. Карактеристично е тоа што, иако бил со Христа, сепак не се нашол и не се разбрал себе си во апостолската служба и не бил посебно одушевен и поради тоа често пати покажувал незадоволство и негодување. Апостолот Андреј го назначил да биде благајник, бидејќи таа позиција посебно му одговарала. Се до моментот на предавството на својот учител, тој најодговорно ја извршувал благајничката должност. Односот на Јуда кон Христа и кон апостолите.
Интересно е тоа што, иако мнозинството луѓе се воодушевувале на Христовите зборови и дела, Јуда не гледал и не наоѓал некоја посебна особина кај Христа која би го одушевила. Бидејќи апостолите и Христос потекнувале од Галилеја, тој никогаш не можел да се издигне себе си и да се ослободи од своите јудејски предрасуди кон галилејците, а со тоа и кон апостолите. Имено јудеите не ги почитувале галилејците, бидејќи самите се сметале за подостоинствен народ и народ од повисок ранг. Не прифаќале ништо од галилејците без разлика колку и да било добро. Оттаму Јуда често пати го презирал дури и својот учител Христа. Тој го слушал Христа, но само формално. Оној на кого другите 11 апостоли гледале како на совршен човек, како на целосно убав и најглавен меѓу луѓето, овој самобеднисан јудеец често пати се осмелувал да го критикува во себе. Понекогаш своето мислење го искажувал и на апостолите. Тој многу му замерал на Христа, што демек бил страмежлив, пасивен и плашлив, така што силните зборови не ги спроведувал во акција. Јуда очекува Христос бидејќи велел дека е Син Божи и Месија, својата моќ и авторитет да ги спроведе на дело и да го оснива најавуваното царство. Вистина е дека во почетокот апостолите немале јасна представа кој е Христос. И тие, исто како и Јуда, очекувале Христос да оснива царство на земјата и тие да бидат покрај Него. Треба да се знае дека и денес за јудеите Христос не е вистинскиот Месија. Нивниот Месија треба да дојде и тие се уште го очекуваат. Зборот Месија значи Спасител. Јуда бил добар, деловен, бизнисмен, човек, бидејќи доаѓал од такво семејство, кое што неговите родители покрај општествените обврски се занимавали со приватни деловни работи. Како угледен граѓанин, апостолите го почитувале. За разлика од него, другите апостоли биле неуки и прости и воглавно се занимавале со ловење риби. Во Христово време со риболов се занимавале најпростите и најсиромашните луѓе. Имајќи почит кон него, тие се осмелувале да му противречат или да го критикуваат. И покрај се апостолите го сакале Јуда и го прифатиле како еден од нив. Јуда заедно со апостолите постојано бил со Христа, но постои сомневање дали поради неговото галилејско потекло навистина го сакал учителот со сето свое срце. Случајот на Јуда ја илустрира вистинитоста на познатата изрека. Постои пат што на човекот му изгледа исправен, но неговиот крај е смртта. За жал и денес по тој пат се движат мнозина. Доколку не бидеме внимателни, сосема е можно и ние да станеме жртва на мирната измама или лага преку пријатното прилагодување на патеките од овој свет, тоест патот кон гревот и кон смртта. Односот на Христа кон Јуда. Едноставно речено, Јуда за Христа бил верска авантура. Од самиот почеток учителот целосно ја разбрал неговата слабост и добро ги знаел опасностите од неговото примање во заедницата. Знаејќи што го очекува и што ќе направи, често пати кон него гледал со сожалување. Но сепак он го прифатил со желба да му го просвети умот и да му помогне. Синот Божио возможил на секој човек да му се даде целосна и еднаква шанса за спасение. Со примањето во редот на апостолите, таква шанса и чест му била дадена и на Јуда, и тоа не како обичен човек, туку како апостол. Исус Христос ги сакал сите луѓе и не пројавувал омраза кон никого,
па дури и кон оние кои што имале поинакви погледи кон него. Он ги сакал и непријателите. Преку ваквиот однос сакал да им покаже и на другите дека кога постојат сомневања за искреноста и сесрдната посветеност, непроменлива практика на човечките судии од овој свет треба да биде и целосно и без никакви предрасуди да го прифатат сомнителниот човек. Но за жал често пати тоа не се случува. Смирението и проштевањето се христијанските добродетели кои водат кон вечно спасение. Христос ни порачува дека вратата на вечниот живот е широм отворена за сите и секој кој сака може да дојде. Нема ограничувања или некакви априорни позитивни или негативни квалификации за никого. Вратата и добрите дела треба да бидат верата и добрите дела треба да бидат единствената одлика на секој што доаѓа кон Христа. Христос никого однапред не отфрла. Сите се повикани, а малкумина се избрани. Христос многу пати, било приватно или јавно, го предупредил Јуда дека се лизга и дека оди по тенка жица од која лесно ќе падне. Но за жал божествените предупредувања обично се безпрекорни во спроведувањето на огорчената човечка природа. Исус направил се што е можно во согласно со моралната слобода на човекот да го спречи Јуда од погрешниот избор и лошиот пат. Зошто Христос дозволил да биде предаден? Вистинската причина зошто Христос му дозволил на Јуда да оди до самиот крај за извршувањето на предавството е поради дадената морална, слободна волја на човекот. Христос однапред знаел што ќе направи Јуда и секогаш, дали директно или индиректно, се обидувал да влијае на него, да се преобрази и да го спаси овој слаб и збунет апостол. Но кога светлината не е честно и искрено прифатена од човекот и кога не живее според Божиот закон, светлината има тенденција да стане темнина во душата. Јуда интелектуално растел со Христовото учење за Царството Божјо, но не напредувал во стекнувањето на духовен карактер како што тоа го направиле другите апостоли. Тој не успел да постигне задоволителен личен напредок во духовното усвршување. Христос никого не присилувал и не влијал на слободната волја на човекот и затоа допуштил Јуда да го заврши она што го намислил. Поради личното разочарување Јуда станува воображен слободоумник и конечно станал жртва на огорченоста и гневот што го имал во себе. Некои негови идеи не биле прифатени и поради тоа се чувствувал повреден. Се сомневал во искреноста на апостолите, па дури и кон Господа Христа. Пред предавството бил обседнат со идејата како да се одмазди, па дури со предавството на неговите соработници и учителот Христос. Конечно овие зли намери и опасни идеи добиле форма и облик во денот кога една благодарна жена со миење нозете Исусови со скапоцено масло на Јуда ова му се чинеше расипништво и кога неговиот јавен протест беше пред сите присутни убедливо невозможен од Христа, тоа беше премногу за него. Не можеше повеќе да издржи затоа што силно беше повредена неговата суета. Тој настан направил пресврт во неговата душа, давајќи му доволно поттик за мобилизација на целата своја внатрешност исполнета со омраза, со болка, злоба, предрасуда, љубомора и желба за одмазда, собрана во текот на времето поминато со Христа и апостолите. Сето тоа му создаваше душевна болка и бараше начин како да се смири, односно
како да ги задоволи своите страсти. Ете, поради неговиот душевен гнев и зло, Христос станал невинна жртва. Така се случила целата гадна драма на неговиот несреќен живот. Христос беше главниот актер во епизодата што го означи неговото преминување од Божјото царство на светлината во самоизбран крај на темнината, пеколот. Поради неговиот слаб карактер и воображеност, Јуда не успеа да совлада себе си и да процени дека прави голем грев и штета за себе. Конечно дојде големиот тест и проверка. Јуда не успеа да ја свати својата грешна намера, подклекна на киселите и гадни наредби на својот горделив и само одмаздолюбив ум, како и на претераната самобендисаност и брзо западна во конфузија и очај. Тогаш Јуда влегол во основата на срамната интрига за да го предаде својот Господ и Учител и брзо ја реализира злобната шема на предавството. За време на извршувањето на неговите планови за предавството, замислени од гнев, тој доживеа моменти на жалење и срам. Сигурно е дека подсвесно се надевал Христос ќе ја искористи својата моќ и сила, па ќе ме избави во последен момент. Но реализацијата на таквата негова помисла, а и желба, зависеше од него самиот, а не од Христа. Ќе прашате зошто? Доволно ќе беше да дојдеше пред Христа и да се извини и да побара прошка. Доколку го направеше тој последен чекор, но и подвиг, се ќе му беше простено. Оти нема грев што Господ нема да ни го опрости, доколку искрено се покаеме. Кога целата гадна и грешна работа заврши, овој одметнат смртник, кој лесно размислуваше да го продаде својот пријател за 30 сребреници, за да ја задоволи својата желба и одмазда, отиде и го изврши последниот чин во драмата на бегството од реалноста на смртното постоење. Имено изврши самоубиство со бесење. Предавството го изврши, парите ги зеде, но доживеа ете длабоко разочарување. Сгрешив, оти предадов невина крв, рече тој, и како ги фрли парите во храмот, излезе надвор и се обеси. На таквиот негов чин 11 апостоли гледале со ужас и запрепастеност. Така Јуда од близок Христов ученик и апостол стана предавник и самоубиец и првиот жител на пеколот. Случајот со Јуда ни кажува дека Царството Божјо никому не е загарантирано, без разлика која служба ја извршуваме и на кој сталеж му припаѓаме. Уште ни кажува дека никој не е однапред предодреден за вечен блажен живот, туку тоа треба да се заработи и да се заслужи преку верата и добрите дела. На секој кој што ни вели, не секој кој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, а оној што ја исполнува волјата на мојот Отец Небески, вели Христос. Да се поучиме од примерот на Јуда и да не бараме оправдување дека сме отфрлени или дискриминирани, или дека Царството Небесно за кое ни зборува Христос е само за одбрани луѓе. Примерот на Јуда нека ни биде поука и нам, во смисла да ги отфрлиме од себе сите лоши и зли намери, да се ослободиме од гневот и омразата и да се усовршуваме во доброто преку богоугодни мисли, затоа што секое зло дело доаѓа од лошите помисли. Да имаме љубов кон сите луѓе, па дури и кон оние кои што ни сгрешиле и кои што не навредуваат. Амин.